Еј ти, здраво. Колку се радувам што си тука. Некои од вас ме следат веќе подолго време, некои се нови, некои се осудија и ми пишеа, значи разменивме мислење, разменивме нашата приказна, некои пак тоа не го направија, но сметам дека е во ред да ја раскажам мојата приказна, да ви се представам јас, и затоа одлучив да го направам ова како подкаст, односно го нареков плоткаст. И сакам да се доближам со мојата приказна што е можно повеќе до вас и да допрам до вас, бидејќи би сакала да имаше некој да мене да ме упати малку повеќе кога започнував со ова патување заедно со мојот сопруг. Но, нажалост, овој пат мораше ние сами да го одиме и да учиме попатно. Имам 36 години, сум една просечна нормална девојка, која што жена, пушев цигари. Така кажувам дека пушев, затоа што скоро половина година и како тоа веќе не го правам, а пушев веќе околу 20 години. Пиев алкохол како секој еден нормален млад човек за викенд или со друштво и слично. Ова го спомнувам затоа што во одреден период во моето патешествие чувствував вина и барав некое образложение зошто баш мене ова ми се случува. Или со што заслужив вака да ми бидем. И ова беа прашањата кои најчесто си ги поставував изминатите 3 години. Мај да не скокам од приказна на приказна, најдобро мислам дека е да почнем од почеток. Нашата одлука да го прошириме нашето семејство за плюс уште еден член ја донесовме некаде 2021 година. Значи во брак сме од 2020 година, меѓутоа сопругот живее во Германија и додека да се припремат документи, визи, па да едноставно за да бидеме двајцата заедно под еден ист покрив, помина некое време и потоа веднаш почнавме да работиме на случајот. Само после неколку месеци обиди, то не се сеќавам точно, мислам дека беа 2 до 3 месеци обиди, не ни броев, нити размислувавме и неочекувано заборавив дека ми доцни 2 до 3 дена. И веднаш знаев дека нешто е, заради тоа што секогаш добивам точно на денот или евентуално наредниот ден. Најчесто мојата менструација или мојот циклус трае 28 дена, така да тогаш во тој момент како знаев веднаш дека тоа е тоа. Направив тест, тестот беше позитивен. Се сеќавам како денес на моментот немав храброст да одам во тоалетот и да го погледнам тестот после 5 минути дали е кој е резултатот на тестот и го испратив сопругот да го види тоа, затоа што бев толку многу возбудена, не можам да ви го опишам, значи чувството кое што го има во тој момент и како денес се сеќавам и рацете ми се тресеа. Бевме пресрекни двајцата, бев збунета, многу среќна, многу прашања имав, како понатаму, што ќе биде, леле сега нова сум јас тука, дали ќе постигнам се, финансиски дали ќе успееме, значи 1000 зошто, 1000 затоа беше. Сопругот не знаеше, мислам дека повеќе како да реагира од среќа, исто така ги делеше и тој чувствата. И се сеќавам како денес на очите негови блескаја како од среќа блескаја. Скоро тогаш закажав одма термин кај гинеколог, најдоведнаш тука гинеколог и бременоста ми беше веднаш потврдена. И многу од ова перспектива кога ќе ги видам работите, многу наивно влегов во чаптерот бременост. Буквално бев неписмена за се поврзано околу темата. И не помина многу време дури да се свестам, значи тоа беа некаде околу 3 недели после тоа. Еден ден прокрварев.
едно утро, кога станав во тоалет, на тоалетната, имаше првично по неколку капки крв и во текот на денот тоа стануваше се поголем интензитет. Не знаев дали е во ред, не е во ред и дури се свестиме. Се јавивме кај докторката и за кратко време, за неколку часа завршив на болница. Мојата бета ХЦГ се зголемуваше, но меѓутоа не се дуплираше. И затоа крварењето се засилуваше и по 2 дена докторите таму одлучија дека таа бременност мора да се прекине и завршив на киретажа. Се сеќавам исто на моментот кога сопругот ме испраќаше во салата каде што требаше да се прави киретажата. Јас плачев толку многу што не можев, мислам дека и воздух да земам. Толку бев разочарана од себе си, од ситуација, буквално како не знаев што се случува. Едноставно само во моментот сакав да си заминам дома. Како мислев дека кога ќе си дојдам дома, дека мојот safe place е домот наш и едноставно онака да се откостам од плачење. Киретажата заврши многу брзо, не се сеќавам. Како денес, мислам дека онака како се беше забрзана снимка, кога ќе се сетам. Тек кога излегов од болница и кога си дојдов дома, јас уствари сватив што ми се случува. Како да ме мана гром од ведро небо, 1000 прашања без одговори, од кои најглавно прашање беше зошто баш мене ми се случува ова и каде погрешив јас. Тука следеше некој 6 месеци процес на опоравување, психички, физички, и после тоа одлучивме дека е време да започнеме повторно, да се обидуваме. Се чувствував спремна. И како што кажав, јас бев тотално неписмена за све она што се однесува и сега не страм од вас би го кажала точно тоа пред вас. И како што задлабочувавме во обидите од месец во месец, јас се описменував многу повеќе. Например, почнав први, што значи овулација. Понатаму тестови за овулација. Или пак, например, поддршка како витамини за поддршка како фемибион или фолна киселина и така натаму. Понатаму ајде да видиме и за сопругот витамини. Па природни лекови, некои за полесно забременување. Све што ќе најдев на интернет или што ќе прочитав се беше испробано дома. Паралелно се случуваа редовни гинеколошки прегледи, каде што докторката на секој еден преглед ми кажуваше се е во ред кај тебе, обидувајте се, не гледам проблеми и до година дена обиди се окей. Но како навлегувавме од месец во месец со обидите, јас станува се понеспокојна и понеспокојна. Се повеќе се зголемуваше некој немир во мене и некое чувство дека едноставно не е нешто кој што треба меѓу нас. Знаејќи од претходно сите мои пријателки кои веднаш или случајно останаа бремени или не знаеа дека се бремени. Меѓутоа, кога ќе почнев да зборувам и да го пренесувам овој така наречен сомнеж кон сопругот, тој секогаш ме прекинуваше и не дозволуваше воопшто да навлезам во тоа. Едноставно ми велеше секогаш, секој има своја приказна, не се споредувај со другите, ќе дојде нашето време, не се оптоварувај, не мисли на тоа. И така, после 12 месеци, односно точно на годината од обиди, во месецот кога ние најмалку се надевавме, затоа што двата бевме болни, настинати тој месец, сопругот пиеше и антибиотици и случајно се дешава повторно чудо. Повторно не добивам. Циклусот ми касни. Иако секојаш точно, како што кажав, добивам и направив тест
Сега тука бев многу поискусна, имав дома тестови нарачено, затоа што секој месец претходно со надеж дека сум трудна, јас на денот или на пред денот да добијам, јас си правев сама тестови и тој мислам дека друга приказна колкаво е разочарувањето на секој еден негативен тест, ќе се вратам накнадно на тоа, меѓутоа тогаш во тој момент правам тест и тестот испаѓа позитивен. И овој пат пресреќни. Мислевме дека овај е тој моментот сега, дојде моментот нашата среќа, наогреа сонце. Набргу, повторно, знаете, редоследот, гинеколог, потврдена бременост и слично. Овој пат бев некако цело време испотресена и разговарав со докторката дали ќе биде во ред, фактички како изгорена од претходното лошо искуство. Но таа ме убедуваше дека се е во ред и ме упати дома. Да одмарам и да уживам во бременоста. И нажалост повторно. Повторно заврна дожд кај нас. По недела дена, малку крв, па повеќе крв, на болница. Во меѓувреме добив прогестеронска поддршка, меѓутоа не беше успешно, плодот не се задржа и се констатира дека настана спонтан абортус, каде што го губам веќе плодот и овој пат беше без киретажа, едноставно прокрварив и се испушти плодот. И уште еднаш, голем шок, неверување, прашања, како може мене ова 2 пати да ми се случи, каде сгрешив. Ми требаше, мислам дека уште повеќе време да се опоравам психички од овој пат, и сватив тука во процесот на опоравување дека уствари јас треба да си ги превземам работите во своји раце. Набргу направивме термин во клиника, специјализирана за плодност, каде што започнаа сите испитувања и тоа беше некаде јануар или февруар 2024 година. Каде што веднаш при првото испитување се откри кај сопругот астенозоспермија, односно тоа се вика односно за тие што не знаат, значи забавеност на движењето на сперматозоидите, меѓутоа тој варираше одма под границата. И еден дел од прашањето зошто не можев да останам бремена толку долго време или што како причина за зошто плодот не се задржуваше или едноставно зошто ембрионот не се развиваше понатаму, беше тој дел, а и паралелно кај мене беше констатирана намалено АМХ хормон, кој што на првите резултати беше 0,29. И тука веќе кога беа направени сите испитувања што се неопходни, не насочија дека треба да почнеме веднаш со инсеминација со сопругот. Кај сопругот беше препорачано, значи, профертил како поддршка, витамини и за подобрување на подвижноста, каде што се покажа после неколку месеци пиење дека имаше тој некаде околу 10% плюс-минус подобрување. Но меѓутоа пак не беше доволно потребно за природно оплодување. Сега тука, во овој момент од нашиот живот, од мојата приказна, се сеќавам на разочарувањето во секој месец. Како што спомнав, тестови дома набавени, залих и цела фиока за бременост и за овулација. Секој месец очекуваш да не добиеш и можам да се сетам колкав ми беше стресот и притисокот што го чувствував во тој момент. А и паралелно, како да го чувствував стресот и притисокот од околината, од роднини, пријатели, поблиското семејство и така натаму, кои што те гледаат и очекуваат веќе да се случи тоа, меѓутоа ние со сопругот одлучивме оваа приказна и овој момент да си го задржиме за нас,
и се уште е така. Не сакавме да го споделуваме со нашите родители и така натаму. Затоа што сметавме дека ова е наш проблем, сакаме ние да се носиме со тоа и дека не ни треба сега дополнителни прашања, подпрашања, мешања, запиткување и така натаму. Разочарувањето на секој месец од тестот го спомнав. Претпоставувам дека секоја една од вас која што го слуша ова ќе се пронајди колку е разочарувањето. Дури и неколку пати ги видов солзите во очите кај сопругот. И тоа мислам дека многу поќе ме погоди отколку моите солзи, например. И секогаш кога ќе добиев негативен тест, или односно од кога ќе добиев мојот период, мојот циклус, она си земав ден-два за себе, затворена во спална. Некогаш може и едно да ја запамче, плачки на највисоко ниво, некоја серија, филм и слично, и наредниот ден едноставно како нова и со нови сили и со нова надежда понатаму. Во изминатата година, мислам дека и стресот си го направи своето, како и притисокот и сите тие ствари. Имавме 4 инсеминации, кои што не беа успешни, нормално. И после инсеминациите завршив со нарушена работа на тироидата, инсулинска резистенција и уште намален АМХ хормон. Значи, овие беа испитувања што ги направив некаде во ноември месец. Ке можам и тие и да ги споделам, не е проблем. Тука АМХ хормонот веќе ми беше 0,10. И мислам, за сите овие работи јас ќе ви зборувам и одделно, затоа што мислам дека од оваа точка сега на гледиште станата сум специјалист за овие работи и уште малку ми фали, кога ќе добиеме бебето, ќе докторирам. Сега во ноември, значи веднаш после октомври беше последната инсеминација, одлучивме со докторката дека време е да преминеме на инвитро фертилизација, на инвитро процес и набргу, значи го добив планот кој што при првото инвитро воопшто немав некои посебни подготовки. Скоро пред првото инвитро ми беше утврдена инсулинската резистенција и добив метформин за како терапија. И докторката одлучи докторката да одиме со краток протокол, од кој што стимулациите јас некаде околу 6 дена ги примав. И потоа, како престимулација, не можев појќе, затоа што имав големи вртоглавици, лошење, поспаност, и се ми беше како магловито, како во филм да сум. И набргу ги прекинав, вече околу 6 дена беа стимулациите, ги прекинавме стимулациите, одидов на пункција. Имав 3 фоликули, од кои што беа, односно 3 јајцеклетки кои што беа изваени, меѓутоа од старт знаеа дека едната е многу малечка. И 2 се оплодија и се култивираја до бласто. Од кој што одма веднаш беше едниот ембрион трансфериран, односно имав трансфер на едниот ембрион во ноември. Беше неуспешно, не се зафати, немаш имплантација. Во декември веднаш докторката рече дека нема потреба за чекање. На почетокот од декември го направивме уште трансфер и тоа беше. Тука уствари завршив со биохемиска, затоа што имав позитивен тест за овулација на денот кога требаше да добијам и меѓутоа ништа. И тогаш повторно ми се сруши, мислам дека светот, затоа што си мислев дека некако многу едноставно можеби дека одат овие работи или претходно што сум слушала приказни, или односно кога немаш проблем или кога не ја преживуваш приказната, не му даваш толкова значење, а на крајот на денот е секоја планина својата тежина.
И така на резултатите кои што ги правев на првото инвитро, испитувањата на хормони и слично тоа што сметаше докторката дека е битно, би сакала да потенцирам дека АМХ хормонот веќе ми беше 0,10. Значи беше уште намален хормонот. И кога веќе беше неуспешно обидот на првото инвитро, помина повторно разочарувањето и се поред, значи она како што си носи редот. И јас одлучив дека да пробам работите да ги превземам уште еднаш во своји раце, ама онака јас како што знам и како што умеам. Истражував на интернет, нарачав литература, странска литература, како што кажав, живееме во Германија, значи имам пристап до исто така до доста англиски книги, германски книги. Исто така има доста истражувања и научни трудови и слично на интернет, кои што може секој еден од вас, значи да дојде до нив. И ја најдов в програмата Pimp My Ex, како што имам исподелено во highlights, значи кои суплементи ги примав. И таа програма ја започнав некаде, беше средината или ако би рекла третата или четвртата недела од декември, значи ептен при крајот на годината. Ја започнав, инаку суплементите реков дека може да ги најдете во highlights, која комбинација сите ги пиев одделно, затоа што така најдов, така беше препорачано. И поентата на програмата е да го подобри, самото име кажува Pimp My Ex, да го подобри квалитетот и да ги појача јајцеклетките со витамини. Затоа што сите знаеме, што го слушаат ова, дека на крајот на денот не е битна бројката, не е битен квантитетот, туку е битен квалитетот. Сме имале приказни, јас имам пријателки тука, кои што со една јајцеклетка, оплодена, успеа да остани бремена на првото инвитро, а имам и пријателка која што се извадиле, не знам, 12 или 16 фоликули, кои се оплодиле 5 и од нив помал број преживеа и се замрзна. Меѓутоа, таа ја успеа на вториот пат, на вториот трансфер, исто така е бремена. Значи, сите тоа го знаеме. И што сакам да напоменам е тоа дека програмата Pimp My Ex потребно е да се пие, сигурно имав многу прашања, суплементите потребно е да се пијат 3 месеци. Зошто? Заради тоа што јајцето во овој месец што го имате за овулација е јајце кое што е зреено во јајниците изминатите 3 месеци. И некако така доаѓа редот. Што значи, тоа што ќе почнете од денес да го правите, резултатот на тоа ќе го видите после 3 месеци. А така и пишуваше, значи дека се пијат суплементите од 3 до 4 месеци. И кај мене испадна баш точно така, значи почнав како што ви кажав декември и сега во крајот на февруари, односно 28 февруари имав пункција. И имавме од 9 фоликули 6 јајцеклетки се извадоа, од кои сите 6 се оплодија. И мислам дека јас бев пресреќна за резултатот што го добив. Исто така ќе напоменам од терапија која што примам, кажав, значи беше метформин и беше за тироидата. Како исто така промена што ја направив најбитна, значи круциозна промена во мојот живот, беше уведување на здрави навики. На таја тема сакам да ви спомнам, значи јас одам на работа, работам во канцеларија. Знаете сите што работите така дека физичката активност ви е сведена на минимум и се нешто као немаш време, посебно па и со овие проблеми, термини, на доктор, треба да мируваш често, хормонска терапија, се качуваат килограми, се чувствуваш како подуеност, се помалце кажа физичка активност. И одлучив во тој момент дека здравието мое е пред се и пред бизнисот на мојот газда. За прв пат после толку години работа се ставив јас себе си на прво место, затоа што секогаш како имав некои изговори, а моите потреби беа последни. И воведов нови здрави навики со тоа што исфрлив леп, бел леп, тестенини, бело брашно, значи не, сокови газирани не,
благи работи, не грицки, чипсови, не. Исхраната се сведуваше се повеќе на зеленчук, овошје и здрави работи. Од месо јадев пилешко, телешко само, од кои еднаш до 2 пати неделно, повеќе не. И риба се јадеше. Понатаму, секој утро пијам цеден лимон со млака вода, за прочистување на цревата и за подобрување на дигестивниот систем, а после тоа продолжувам со кафето. Кафето, односно кофеинот, го сведив и тој на минимум. Од 3 до 4 кафеина може во денот. Останав на едно кафе на утро. Цигари, како што кажав, веќе не пушам повеќе месеци. Алкохол не пијаме исто така, уште од кога почнав со инсеминациите, јас и сопругот. Од промените почнав се повеќе, например, да ја балансирам исхраната. А да јадам многу нормално, затоа што и претходно сум била на многу програми и сите тие програми мислам дека се направени за жени што седат дома и не одат на работа. Значи, јас не можам да бидам роб во кујната. А се надевам дека многу од вас ќе се пронајдат во сето ова, затоа што тие програми захтеваат готвење доручек, ручек, вечера. А ние немаме времето да го правиме. Така да, доручекот првин ке спомнам, доручекот се составеше од чија семе или овес или ленено семе со јогурт или со млеко или некое смути или јајце варено или прашено или оризови галети некогаш со некој млечен намаз, палента и сето тоа го комбинираш толку се денови во неделата. Меѓутоа, во ручекот имаме зеленчук, најчесто, значи, е 90 и појќе од 90% е печено, значи во релна, не е пржено. И се јади зеленчук, или пак, например, се готви манџа, нешто традиционално, македонски, и се нормално кога ќе се јади некоја манџа, например, грашак манџа, граф, леќа и слично. Во тој случај, значи, самото јадење захтева едно парче леб. Тогаш кога во тој ден само еднаш ќе јадам едно парче леб, тогаш во утрото имам јогурт, например, за да може тоа сето да биде избалансирано. А леб купувам од цело зрно. И вечерата најчесто е или помалку од ручекот, или евентуално нешто друго полесно, или салата и така натаму. Нешто што ќе може нашиот организам да го свари побрзо. Вечерата гледаме најчесто да биде најкасно до 18 или до 19 часот и после тоа воопшто никакво јадење. Околу 2 литри течности вода во денот, не мора да биде само вода, затоа што јас бев личност која што не пие често и многу вода, а сега го комбинирам како, например, ќе направам 2 пати чај, ќе се напијам, зелен чај, например, исто така го препорачувам. И измеѓу вода, цедено лимонче, цеден портокал и така натаму се комбинира и стигнувам до 2 литри. Исто така ново што промени во мојот живот беа прошетките. Како што кажав, се нема време да правам некои работи, се само беа изговори. Ги оведев прошетките секој ден или скоро секој ден да биде, со тоа што самите знаеме дека го помага топењето на мастите, го забрзува метаболизмот, а и добро функционираат и на самата психа. Затоа што сите овие процеси кои што ние и овие битки кои што ние ги водиме, захтеваат цврста и стабилна психа. Леле, девојки, си зна збора. Мислам дека треба сите овие теми кои што ги научив јас изминатиот период да ги пренесам. Значи, едноставно го чувствувам тоа и тоа беше една од причините зашто го отворив овој профил, а после тоа излезе и идејата за подкастот, затоа што сметам дека премногу малку се зборува на оваа тема, дека жените, односно паровите кои што имаат проблем со плодноста, се гледаат од општеството и од околината многу поинаку и многу подруго,
И таа бариера и тој поглед го чувствуваме, сум го чувствувала јас лично. И сметам дека тоа не треба повеќе да биде табу тема. А уствари, никој од нас не сака да се најде во оваа ситуација. Да сме бирале, сигурно би одбрали нешто подруго. И мислам дека треба да престанат и осудувачките погледи и коментарите, и дека треба секој еден во нашето општество да има повеќе емпатија кон другиот, посебно за теми и како оваа. Исто така би сакала да упатам посебна благодарност првин до сопругот мој, затоа што поддршката што добивам од него, без неговата поддршка јас уствари не би можела да ја водам оваа битка, како и за поддршката од него да го отворам овој профил, да почнам малце да зборувам јавно за сето тоа на што не мачи. И сакам да упатам исто така големо благодарам до Билјана. Билјана е мојот психотерапевт, кој што попатно низ овој процес падни стани, во одреден момент одлучив дека јас сама, целосно сама нема да можам да го изодам овој пат и дека ми треба мене стручна поддршка низ процесот. Така што ја запознав нејзе и веќе година дена се дружиме. Ќе ја запознаете и вие. Билјана ми даде одговор на тие 1000 зошто и 1000 затоа прашања и уште ми дава. И благодарам што ме трпи таква каква што сум. И мислам дека треба да го сведам веќе, да ја сведам оваа приказна кон крајот. Мислам дека ги опфатив големиот дел големиот дел од деталите од нашата приказна и што и мене ми се случува. Заборавив само да ви напоменам дека овој пат испитувањата што ги правевме пред ова второ инвитро во февруар месец 2025 година, АМХ хормонот ми беше доста покачен. Односно 0,45, што бев доста многу изненадена. Тоа ми беше поттикот. Браво, го правиш тоа добро, као. Значи, браво, направи пат си. Во наредните подкасти ќе снимаме теми, ќе се потрудам да ви пренесам се она што јас се едуцирав и се она што и јас го применив кај мене и зошто го применив, како и некои други актуелни теми можеби што ќе излезат како идеја од ваша страна, предлог од ваша страна или евентуално некоја друга приказна да слушнете. А за следно ви најавувам разговори да ви ја представам мојата Билјана. Чао! Ве гушкам!